Нова актуелна тема на Наредниве минути во утринската програма, нешто за што се зборува многу поинтензивно од 20 мај, кога и собранието го изгласа законот за работно ангажирање на лица, можност за дополнителна заработка и за младите и за пензионерите кои сакаат да бидат работно ангажирани и значаен чекор, велат законодавците, во борбата против сивата економија. Што точно регулира, во детали одиме во законот, благодарение на нашата гостинка. Велам добро утро на пратеничката Драгана Бојкова. Добре ни дојдовте. Добро утро, поздрав до гледачите и навистина ми е задоволство што сум прв пат во вашето студио, инаку емисија со која што јас воедно го почнувам секој мој ден наутро. Драго ми е што така го пиеме првото утринско кафе. Драгана, имаме актуелен закон кој што е нов, кој што побуди навистина интерес кај граѓаните, но имаме и некои нејасноти кои што сакаме да ги појасниме наредниве минути, па ајде ќе почнеме така. Кои се клучните разлики помеѓу овој закон и постоечките механизми за работно ангажирање? Благодарам, Кристина, за прашањето. Најнапред морам да кажам дека е задоволство што интензивно се зборува во јавноста за законот за работно ангажирање на лица. Всушност и наша цел е истиот закон да го испромовираме што е можно повеќе, за граѓаните да бидат запознаени за истите можности, да истите можности да можат да ги користат. Клучното прашање е токму на почетокот поставено, а тоа е дека пред се не представува ова ангажирање на лица кое што е поврзано со законот за работни односи. Токму и тоа беше идејата на носење на овој закон за работно ангажирање на лица, што не представува класично вработување, туку представува дополнителен работен ангажман во ситуации во кои што оваа категорија на лица која што ги опфаќа самиот закон би можеле да направат дополнителна заработка, односно се она со кое што не може да се регулира всушност со законот за работни односи, што би представувало пречка за дополнителен работен ангажман, сега со овој закон токму и тоа беше намерата на носење на истиот, оние особено категории на лица и оние категории на дејности кои што вообичаено знаеме дека се во неформалната економија, особено ги имаме во сезоните на лето и на зима, каде што имаме зголемен интензитет на некои дејности, истите овие категории да бидат опфатени и при тоа да не ги изгубат здобиените права кои што ги имат остварено, како што се да речеме младите стипендиите да не ги изгубат, редовното студирање, пензионерите да немаат проблем со редовното примање на пензија, семејните пензии исто така што еден клучен момент за да може да ги зачуваат своите права и дополнително да остварат заработка. Дали овие категории на граѓани кои што предмалку ги споменавте ќе имаат и најголем бенефит од законот, младите и пензионерите? Така и внимателно им пристапивме со особен пристап, затоа и претходеше една јавна дебата за да видиме точно на кои лица треба да биде опфатен овој закон. Претходно имаше една добра анализа направена со поддршка од ГИС и Центарот за истражување и креирање на политики, така што внимателно пристапивме за да видиме точно во кои дејности и на кои лица ќе биде опфатено. Така дојдовме до тој заклучок дека треба да бидат опфатени лицата кои што се средношколци, бидејќи знаеме дека средношколците за време на летните периоди, особено во дејностите од угостителството, извршуваат определена работа, а често знаат и да бидат незаштитени, неисплатени или помалку платени, а со овој закон веќе тоа и право е загарантирано. Понатаму студентите, пензионерите, вработените, невработените, само вработените лица и така натаму една поширока категорија на граѓани кои што ќе ги опфаќа и морам да напоменам дека особено внимателни бевме бидејќи овој закон исто така беше имплементиран и во Србија, исто така со поддршка и со ноу-хау на ГИС, но поради проширувањето на дејностите, особено во делот на градежништво беше проширена оваа дејност, дојде до некоја нерамнотежа на пазарот на трудот. Ние сакавме со овој закон токму тоа да го направиме, да го заштитиме регулираниот пазар на труд кој што е сега и внимателно да пристапиме со селектирање на определени дејности кои што значат сезонска работа и со определена категорија на граѓани. Споменавте која категорија на граѓани ќе има најголем бенефит. Колку е тоа во бројки? Според проекциите кои што ги имаме, би требало да опфатат 20.000 на граѓани. Тоа се, можете да замислите, граѓани кои што буквално се наоѓаат на секаде околу нас. Тоа се луѓето кои што ги гледаме во кафичите, младите луѓе кои што обично ги гледаме во кафулињата, во дејностите на угостителството, особено оние во земјоделието кои што ги гледаме во летните периоди или на самата сезона. Така што многу широка категорија на граѓани за кои што не сме ни свесни дека се на секаде околу нас во секојдневието. Има ли никакви ограничувања од аспект на ангажманите?
од аспект на ангажманите имаме ограничување по односи на самото времено ангажирање и од страна на работникот и од страна на работодавачот. Зошто го направивме тоа? Бидејќи цениме дека со овој закон пред се треба да биде заштитен и самиот работник, односно да не биде тоа класично вработување и искористување на законот, туку имаме намера доколку работодавачот е задоволен од работникот, истиот да си го задржи во истата дејност и кај истото лице со редовен работен однос или со уреден договор кој што е важечки според законот за работни односи. И прито имаме ограничување во делот на колку долго може да биде истиот ангажиран работник и кај работодавачот, но и самиот работник по однос на самата година колку време може да биде ангажиран. Во денешниот разговор одлучивме да ве прашаме вас, да ги прашаме правниците, граѓаните и работодавачите. Сите аспекти кои што се засегнати, може да видиме што мислат граѓаните? Секако. Колешката Елизавета Митровска ја направи оваа анкета вчера во Прилеп, па ајде да видиме што мислат нашите граѓани. Мислам дека тоа е во ред. Па пензионерите може да работат и после пензијата, но до нека одредена возраст, например до кај 70 на години најмногу, и после се веќе е многу стари и нема да веќе нема сила да работа. Мислам дека и во ред е да се пензионираат. А студентите па до кај од кај 16-та година можеби и да е во ред да работат и тие. Затоа што ни треба пари на сите да шетаме, да не бараме од дома, да си имаме секогаш, па тоа е моето мислење. Убаво е тоа, кој може да работи. Тој што не може веќе, се знаете. Вие сте пензионер? Пензионер. Би работеле вие? Ами се Се чувствувате не способни? можам. Со жената не ми јарна инаку. Инаку би работеле? Би сум работел во тие дни. Мислам дека ова е добро решение, особено за студентите, бидејќи на тој начин ќе имаат можност со средствата што ќе ги добијат од работата да ги подмира своите трошоци за студирање, да им се подобри стандардот и условите за живот. Исто така и пензионерите, поготово оние кои се со помали пензиски примања, и кои се чувствуваат работоспособни, ќе можат да работат и да придонесат за ова општество, со оглед на тоа што во последно време се чувствува недостаток на работна сила, младите се иселуваат, така да многу работни места остануваат празни. Вие сте пензионер, работите, ќе работите, се чувствувате способен? Па јас сум пензионер, се чувствувам работоспособен и ако има прилика некаде би се ангажирал на одредено време. Драгана, законот дозволува ангажирање на веќе вработени лица и сега тука се поставува прашањето носи ли ризик за двојна експлоатација или злоупотреба на граѓаните? Така, најнапред морам да напоменам дека имаме и во овој дел едно ограничување, а тоа е дека не може едно и исто лице кое што е вработено во самиот субјект да биде и работно ангажирано, така што и тука оставивме оваа одредба за да не биде истиот закон на некој начин изигруван. Но јас тука сметам дека во јавноста, па ние и на јавната дебата која што имавме во собранието, развивме една јавна дебата во собранието во која што беа поканети сите засегнати страни кои што ги напоменавме и на почетокот, а тоа се од институциите, од министерствата, од управата за јавни приходи, агенцијата за вработување, но и од организацијата на работодавачите, од пензионерите, од студентите, од секаде имавме представници и во овој дел напротив се разви дебата дека на некој начин всушност законот директно врши заштита на работникот. Зошто го велам ова? Бидејќи знаеме дека ние вообичаено и после редовниот работен однос, така да се изразам, секој има право доколку сака да остварува дополнителна работа, истото да го направи. Значи, овој закон представува можност доколку некој има потреба или доколку некој сака. Никој овде не наложува некој да биде со сила на некој начин ангажиран во некоја од овие дејности, но со овој закон, јас спомнавте експлоатација, во никој случај, бидејќи со овој закон се врши всушност заштита на тој начин што веќе и онаа работа која што вообичаено е во неформалната економија, веќе ќе биде со загарантирана нето сатница, која што е
загарантирана и онака со закон во однос на другите работни односи, така што во овој дел напротив се заштитува со тоа што ќе биде и загарантирана сатницата, но веќе и загарантирана исплатата. Бидејќи знаеме дека многу често оние работници кои што се во неформалната економија многу често знаат и да се соочат со воопшто да не ги исплатат на крајот од денот, така што можност е доколку некој сака дополнително да биде ангажиран, тоа да го направи во формалната економија наместо да биде тоа некоја си работа на црно. Од друга страна и работодавачите да не мислат дали ќе им чукне некој од органите нели кои што го вршат надзорот и така натаму, така што внимателно пристапивме и во овој дел. Ајде да се држиме на овој момент. Органите кои што ќе го вршат надзорот, кои? Дали имаме доволно ресурси за да можат да вршат надзор на доследната имплементација на законот? По однос на имплементација на овој закон и надзорот на овој закон ангажирани се и овластени се Управата за јавни приходи и Агенцијата за вработување, секогаш тука нели како орган кој што врши надзор над субјектите и Државниот пазарен инспекторат, но во овој дел ќе се задржам на Управата за јавни приходи, бидејќи во делот на плаќање на придонеси, исплата на самото на доместо кој што треба да биде исплатен по однос на Законот за работно ангажирање на лица, тука ќе биде и Управата за јавни приходи, а по однос на Агенцијата за вработување, исто така имаме еден напредок во нашата држава по однос на самото вработување на самото пријавување на ангажманот на овие на лица, да биде тоа во многу поедноставна процедура, електронски, без многу бирократија, се со цел да бидат мотивирани на лесен начин да ги пријават овие работници. За среќа тука имаме и поддршка од ГИС и од Центарот за истражување и креирање на политики. Впрочем, тука имаме и донација и поддршка од нашите германски партнери со донација од 180.000 евра, вложуваат во електронскиот систем кој што треба да биде имплементиран за електронско пријавување на овие работници и исто така средства кои што ќе бидат наменети за промоција на самиот закон, се со цел да биде јавноста запознаена за да може да ги користи придобивките од истото. Од Македонското здружение на млади правници го поздравуваат законот, нотираат некакви недостатоци кои што велат дека може да се регулираат со подзаконски акти. Го гледаме во продолжение разговорот кој што колегата Мартин Николовски го направи со Бојана Божиновска-Силјановска. Бојана, собранието минатата недела го изгласа законот за работно ангажирање на лица за вршење на работи од повремена или сезонска природа. Која категорија на граѓани е опфатена со овој закон и зошто истиот е важен? Во суштина, она што ние го препорачувавме во нашите излагања писмени и усмени, беше дека меѓу другото е потребно државата да обмисли и донесе закон согласно примерите на соседните земји кои што ќе ја регулира темата на сезонска работа подетално и воедно ќе предвиди пократки постапки со цел да се олесни и да се стимулираат работодавците да ги пријавуваат своите сезонски работници. Законот се осврнува на неколку индустрии воглавно, на земјоделството во целост, вклучувајќи го и шумарството и риболовството. Понатаму се осврнува на индустријата на сместување, значи хотелиерство, пред се и угостителство, како и на домаќинствата како некој вид на работодавач. Оно што ние го увидовме е дека во овој закон не е предвидено градежништвото како сектор кој што би според нас требало да се да се опфати во кога зборуваме поготово за привремена работа, бидејќи де факто градежништвото не се поврзува со сезона, меѓутоа токму поради ранливоста на работниците кои што привремено се најмуваат да работат во градежништво и поврзано со трудовата експлоатација, мислиме дека оваа индустрија треба да заземе посебен дел, дали во овој закон или пак генерално во праксата кога зборуваме за увидување на неправилности, особено земајќи предвид дека многу прекршувања на работничките права, па и трудова експлоатација беше, да речеме, пронајдена токму во овој сектор.
Доброто е со овој закон, како што кажав, е што ќе се поедностават постапките, што навистина е за поздрав како државата разгледува цела оваа тема. Меѓутоа, исто така е добро дека законот е сеопфатен и изборува дека лица ќе може сезонски да се најмуваат или пак привремено да работат и доколку се невработени, меѓутоа и доколку се вработени, доколку се самовработени, доколку зборуваме за лица кои што се помлади од 18 години, нормално со посебни правила и на овие лица. Понатаму студенти, приматели на старосна или пак на семејна пензија, како и на странци. Ги споменавме категориите на граѓани, но и секторите каде што може да бидат привремено или сезонски ангажирани лицата, но колкав е периодот што може да работат ангажираните лица согласно овој закон? Работниците кои што се ангажираат сезонски, а ние знаеме дека наши граѓани, па и странци во нашата држава, навистина многу често се ангажираат сезонски. И сега законот предвидува токму така ограничување, и тоа е се со цел за да се заштитат работниците и да не може, да речеме, самите работодавци постојано да ги најмуваат сезонски, сакајќи да го скокнат редовниот работен однос, кој што пак им носи и други права, да речеме, и заштита на самите работници. Па законот предвидел дека може 60 дена во годината еден работник да работи сезонски, и тоа може да биде и без прекини и кај повеќе работодавци, додека пак предвидува дека може само 15 дена во месецот да работи привремена работа со вкупен износ од 16 дена повторно во една календарска година, и нормално соодветно е предвидена заштитата на максимално работно дневно време, кое што предвидува 12 работни часа и кое што не би го надминало оној максимум кој што е согласно и законот за работни односи. Сега јас тука, бидејќи се осврнав на тоа како се гледаше, да речеме, и на претходниот закон, и дека овој закон вклучително ги опфаќа и странците, морам да спомнам дека ние сепак гледаме недостиг дека не се се уште опфатени барателите на азил, која што генерално е и наша тема. Исто така сметаме дека треба државата да ги опфати на начин што тие ќе можат да бидат да учествуваат на пазарот на труд, макар тоа да е само сезонска работа. Сега законот зборува за странци, меѓутоа значи под странци не целосно, барем еве мене не ми е јасно дали тука ќе се прави исклучок, па и доколку странецот има друг тип на дозвола на престој, ќе може да работи сезонски, тоа би било соодветно и ќе видиме како ќе се спроведува, бидејќи навистина кога зборуваме за интеграција на странци, малце сме назад во овој дел, па би било супер доколку како држава, да речеме, се посветиме и на регулирање на овие права. Бојана, и за крај на нашиот разговор, кои се вашите очекувања? Има ли интерес од страна на граѓаните да бидат повремено или сезонски ангажирани? Што ќе значи тоа за македонската економија? Мислам дека навистина би требало да игра многу голема улога. Сега, што е целата работа? Не е еднострана работата, значи тука се и самите работодавци, стопанските комори би играле голема улога, а исто така и самите синдикати, кои што би требало да извршуваат една едукација, меѓутоа и да прават некоја потенцијална заштита. Секако и тука ние како невладени организации се јавуваме како активен чинител, меѓутоа и секако многу клучен фактор игра и самата агенција за вработување. Бојана, ви благодарам за одвоеното време и гостувањето во утро во Македонија на утро. Благодараме на тебе, Мартин. Драгана, ќе се задржам на аспектот со ангажирањето на странците со регулиран престој во државата. Што се подразбира под странец со регулиран престој? Дали барателите на азил влегуваат во оваа категорија?
Така, клучно прашање. Најнапред мораме да направиме разлика. Странецот со регулиран престој е опфатен исто така во овој закон и притоа мораме да знаеме дека и со постоечките закони кои што ги имаме во државата, странец со регулиран престој исто така има пристап до пазарот на трудот, има пристап до соодветна социјална и здравствена заштита, има исто така право да добие единствен матичен број, исто така што е услов всушност за работно ангажирање или за заснување на работен однос. Во овој случај, затоа и ги опфативме и оваа категорија на граѓани, бидејќи знаеме дека ги имаме истите и во поголем број во нашата држава. Оние кои што се баратели на азил, во овој случај не се опфатени, бидејќи во тој случај бевме многу внимателни да не се косиме и со останатите закони кои што се веќе постоечки во нашата држава. Впрочем, барател на азил не го има истиот статус како и оние кои што веќе има добиен азил или како што се оние странци со регулиран престој. Во овој пристап моравме да бидеме многу внимателни. Барателите на азил имаат правото аспект на образование, основна здравствена заштита, така натаму, додека трае постапката, истите, впрочем, и немаат единствен матичен број, нешто што е исто така можност која што се коси сега со законот и моравме да бидеме онака внимателни во креирање на овој закон, се со цел да бидат заштитени и економијата и државата, институциите, но и работодавачите и работниците. Споминавме дека законот ќе контролира да не се случи експлоатација и на младите и на пензионерите кои што би биле ангажирани, но како ќе ги заштитиме да не се претворат во ефтина работна сила и уште еден аспект во однос на придонесите кои што би биле плаќани на пензионерите. Како тоа ќе се регулира? Тоа е нашата цел најнапред, да го општиме законот и да го објаснуваме законот, бидејќи ви од прилозите кои што ги видовме, особено од младите луѓе на почетокот на прилогот, а тоа е дека некој некому овде наложува истото некоја работа одредена да извршува. Всушност сите знаеме дека истата работа се случува, работно ангажирани се, но дури јас велам и по пониска и се ангажирани по пониска работна сила од она која што ние веќе и со закон ја загарантирано ја предвидуваме. Така што во овој аспект дилемите мислам дека треба да се разјаснат, дека во овој случај работниците се заштитени по однос на самата исплата, која што имаме како минимална нето сатница и впрочем многу е важно да се напомене дека не представува трајно вработување, туку представува привремено вработување или повремена работа, особено во периодите на сезона и опфаќа само 3 категории. Тоа се категориите на земјоделие, во категориите на угостителството и категориите на домаќинство како работодавач. Во овие сектори знаеме дека се однесува на вистина за сезонска работа и сакавме да го регулираме и овој дел и овие категории на граѓани да бидат комплетно заштитени. Постои ли одреден временски период за кој што може да бидат ангажирани? Така да, како што напоменав и на почетокот, имаме ограничување по однос на работното ангажирање и во текот на годината, но и во текот на месецот, 120 до 180 дена во текот на годината, а по однос на месецот 15 работни дена ангажиран во месецот како работник. Имавте можност сега да ги слушнете работодавачите? Што велат на оваа? Тие беа и поканети исто така на јавната дебата, која што ја имавме и предходно, така што ова е дури повеќе децениско барање од страна на работодавачите, бидејќи овозможува еден поедноставен пристап на пријавување на работата на работниците и впрочем, како што кажав, никој не би сакал да биде на оној нерегулиран пазар и да биде од органите на оние органи кои што вршат надзор над истото, така што еден голем интерес, повеќе децениски ќе напоменам, и од страна на работодавачите, но и од страна на работниците. Ајде ќе ги слушнеме заедно и работодавачите. Последната алка од целата оваа приказна ги има колешката Александра Максимовска на Линковското второ вклучување во Македонија наутро. Александра, што велат тие? Каква е реакцијата по однос на новиот закон? Така, Кристина, по однос на новиот закон кој што беше изгласан на 20 овој месец за работно ангажирање на лица, односно цел на законот е законски да се уреди работното ангажирање на лица кои што работа повремена или од сезонска природа. Работодавачите
се задоволни, велат дека овој закон е многу добар, велат дека ова ќе придонесе да можат полесно да дојдат до работна сила, која што во последните години трендот на исцелување ја намали работната сила овде во државата, меѓутоа и во периоди кога има сезонска работа, голем дел од младите заминуваат на работа во странство, па така работодавачите се соочуваат со огромен недостаток од работници. Велат овој закон ќе влие позитивно на нивната работа, затоа што ќе имаат можност да вработуваат лица, работно да ангажираат лица кои што досега не ги вработувале на договор работно на дело, меѓутоа сега ќе можат работно да ги ангажираат, полесен е пристапот за пријава и за одјава, исто така и за работници кои што доаѓаат од странство и се вработуваат овде на македонскиот пазар, велат дека ќе се скрати процедурата за нивно пријавување, која што трае и до неколку месеци. Овде предлагам да ги слушнеме изјавите на стопанствениците од Битола. За нас голем добробит, затоа што се соочуваме да немаме доволно работници, особено летниот период, кај што и во хотелите наши, буквално и во продавниците, ни заминуваат на привремена работа во Хрватска и тие 3 месеци голем проблем ни се. Затоа најпоже, веќе и ланска година, ние имавме вработено околу 18 малолетни. Да, ги пријавуваме по сите законски прописи, само со пасош, пошто лични карти немаат, али за нас е голем добробит да направат, да можеме и пензионери да вработуваме, пошто има побарување на пензионери што барат работа, али ради законските одредби ние не можеме да ги вработиме. А веќе и некои од пензионерите заминуваат за Хрватска сега и ги користат како стражари, цвеќари и та. Веќе кај нас што заминаа во пензија, сакаме да ги задржиме, не вика ќе одам во Хрватска за цвеќари, за одржување на градини и така натака. И тие можат, а со овој закон ние ќе можеме да ги задржиме. Сега буквално ќе направиме криминал ако ги вработиме. И казните се преголеми по наше за таква работа. Во недостаток на работна сила во Македонија, ова е добра работа. Само не знам колка ќе бидат доприносите, дали како досега можевме да ангажираме. Ние и ангажиравме со 10%, со договор на дело, со 10% придонеси, немаше проблем никаков. И тоа е добра работа, затоа што ние, способни луѓе на 64 години мажи или 62 години жени, ги пуштавме во пензија. Не е проблем никаков да тие работат, да речем, до 70 години. Никаков. Така да, ова е позитивна работа. Тоа е на краток рок ќе биде. Значи, првиот момент кога ќе се најде некој треба да се отпушти мислам дека треба да од 10% не треба да биде повеќе. Како договор за дело досега што е, затоа што ќе зема и пензија ќе биде вработен. Работно ангажираните лица имаат право на паричен надомест кој се исплаќа во паричен износ за секој сработен час и кој не може да биде понизок од часот кој се пресметува врз основа на минималната плата. Ние поразговаравме и со дел од граѓаните овде во Битола и прашавме нивно мислење, побаравме во врска со овој закон. Најголемиот дел од нив велат дека ова е добар чекор и добар закон, особено за малолетните, за студентите, за невработените, меѓутоа и за постарите пензионери, кои што се уште се чувствуваат работно способни, имаат работно искуство и можат да продолжат да придонесуваат на пазарот на трудот. Да ја погледнеме овде анкетата која што ја направивме. Дека е добар, има доста луѓе со тој бенефицираниот стаж, значи многу помлади се одени на пензија и може некои кои се во добра кондиција, може да работат, мислам нешто по неколку часа дневно. А не може да биде тој ангажиран, да речеме 7-8 часа да работи во некоја работна организација, али малку тој допринос бидејќи пензиите и се мали. Јас во Австралија живеам до 27, до 77, 80 си работа пензионер. Јас работев 64 години. Му барав уште 2 години, почна тогаш пред
Пред јас да заменам, после продолжуваш 2 години. Му реков да останам, нема шанса. И сега да се враќам назад после 10 години, нема шанса. Не, сега не, ама како сметате за законот добар? Ете тогаш да било овој За закон? за некој е добар. За 10%, повеќе не верувам дека е добар. Така, овој закон се уште не е објавен во службен весник, а ќе стапи на сила по 8-миот ден по неговото објавување, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2026 година. Студио. Благодариме, Александра. Го споменавме моментот со придонесите, само да појасниме и за нив во однос на пензионерите. Во однос на пензионерите нема да се плаќаат придонеси по основ на пензиско осигурување, за сите останати ќе се плаќа и ќе влегува во она калкулација на основницата за присметка на пензија и многу важен момент бидејќи ги слушнавме дел од пензионерите, особено мислам дека не треба да се дај за она повозрасна категорија на група на граѓани која што знаеме дека исто така сака да извршува определена работа во животот, но тука мораме да се подсетиме и на онаа категорија на пензионери кои што се со бенефициран стаж и кои што многу млади всушност излегуваат во пензија, така што мислам дека нашата цел треба да биде нашето работоспособно население да го ангажираме и заради самата држава која што има потреба веќе од работна сила енормно и веќе гледаме ситуација во кои што се увезува работна сила од надвор, така што нашето население да го ангажираме тука и да оставиме дополнителна можност за заработка на нашето население кое што можеби многу младо излегло во пензија. За крај што мислите, ќе се потикнат или охрабрат ли странските инвеститори имајќи предвид со каков недостиг на работна сила тие се соочуваат во моментов? Какви се очекувањата генерално? Ние целокупно работиме на подобрувањето на нашата бизнис клима, на економијата, на довербата која што може инвеститорите да ја добијат за да може да инвестираат во Македонија пред се од аспектите и на фер пристап кон однос на давачките, кон однос на даноците, а сега веќе и со овој закон за работно ангажирање на лица со кој што им укажува дека во периодите на сезона кога има најголема потреба од работна сила, да го нема моментот на тоа дали ќе се соочат со можност да го покријат оној опфат кој што го имат во сезона, особено зборувам за оние туристички и угостителски објекти, така што нашата цел беше да со овој закон да создадеме таква клима во која што ќе можеме токму оваа група на инвеститори да ги привлечеме кои што се занимаваат со угостителство и со туризам, дополнителна можност и гаранција дека се олеснува пристапот овде да бидат работно ангажирани сезонските работници по многу поедноставен начин, така што мислам дека е дополнителен мотив истото да го обезбедиме. Мислам дека ги одговоривме главните прашања за кои што најмногу се дискутираше изминативе денови. Секако ќе се отвараат нови и секако ќе имаме следна средба и во периодот кој што престои, но благодарам за овие првични одговори кои што ни беа навистина неопходни во поглед на новиот закон. Ви благодарам и вам за поканата.